Безвременска, несекојдневна, силна, истовремено неопишлива и вечна е љубовта на познатиот современ македонски поет веќе сега починат Иван Василевски и неговата голема љубов и животна сопатничка Смилјана. Таа ги разоткри своите емоции за нејзиниот Иван, чија средба започнува случајно во воз, а трајала нераскинливо речиси 4 децении. Интимна исповед за забранета, но остварена голема љубов. За таа љубов сведочи и нивната интимна преписка од 33 писма собрани на едно место, која Смилјана имаше храброст да ги обелодени во песната на Гугутката. Синоќа книгата беше промовирана пред струмичката јавност. Чувствував една недолжност, него едноставно тоа во мене тлееше цело време и не можев да издржам ако не го искажев и да биде во јавноста. Бидејќи тоа не беше љубов за криење, него тоа беше љубов која треба секој да почувствува и немам зборови што едноставно смогнав сили да го направам, бидејќи знам дека Иван ќе биде горд со тоа, бидејќи нема да се заборави. По синокешната промоција, можеби сите си го поставувавме истото прашање: дали навистина и јас љубам и дали вистински ја познавам љубовта? Но во секој случај, нивната е посебна, неспоредлива и поразлична. На прашањето кон авторката, дали во денешницата младите доволно ја чувствуваат и познаваат љубовта, таа кратко одговори. Оваа книга ќе ги освести сите, кои ќе ја прочитат и ја мислам дека нема да ја остават и ќе им биде како еден молитвеник под перницата кога треба да спијат и ќе ја читаат и машко и женско и да знаат каква е љубовта и која е правата љубов, а не ова само. Не се само чувството да кажеш те сакам или да те бакнам, него тоа душата, душевна љубов. Ние тоа имавме. Јас имав таква среќа 39 години да имам пред себе таква љубов, а и јас исто ја пружав таа љубов. Бевме една душа, две тела. Синоќа во Домот на културата, покрај промоцијата на песната на Гугутката, струмичката јавност беше сведок и уживаше во преубавите уметнички дела на Смилјана, кои ги изработува по смртта на нејзиниот сакан Иван. Нивната земна љубов можеби заврши по смртта на Иван, но вечно ќе трае.